кажам една тајна. 113 монети се пронајдени на Скопското кале во периодот помеѓу 2007 и 2010 година. Се работи за монети од 13-тиот век. Покрај тоа што оваа остава не воодушевува поради нејзината бројност, не воодушевува и со фактот дека го означува крајот на Византиското царство. Оставата била закопана во 1282 година, кога средовековно Скопје подпаднало под власта на кралот освојувач Милутин и воедно представува појдовна точка за временскиот период наречен Доцен среден век. Станува збор за 44 златни византиски хиперпирони и 69 венецијански сребрени грошеви. Златните византиски хиперпирони, кои што се представени овдека во оставата, се исковани во времето на императорот Јован III Ватац и заедно со сребрените венецијански грошеви, кои што били исковани од повеќе дуждови, ја представуваат основата на медитеранската трговија. Нешто како што во денешно време биле валутите на еврото и доларот. А што е хиперпирон? Хиперпирон на грчки значи хипер е многу, пирон злато. Во превод би значало златни пари, чисто злато. Интересно е тоа што хиперпиронот има специфично калотеста форма, која што треба да го презентира црковниот свод, тоест небесниот свод, каде што на горниот дел секогаш е представен Христос или Богородица, на аверсниот дел од монетата, додека на реверсниот дел, долниот дел, секогаш е представен императорот, кој што е крунисан од светец или Богородица. На овој начин императорот сакал да го представи догматско државното уредување на средниот век, каде што Бог кој што е на небото, кој што е представува небесната власт, му дава на императорот земна власт за да владее. Истата тематика може да се види и ке сребрените венецијански грошеви, но калотестата форма не е запазена. Туку сме запознаени со основната цилиндрична форма на монетите, кои што се и ден денеска такви. Вредноста на хиперпиронот во тоа време била цената како едномесечна плата на високо искусен работник, што во денешно време на нашиот пазар би била нешто како 1200 евра месечни примења. Од друга страна, ако го погледнеме европскиот или американскиот пазар, неговата куповна моќ би била околу 3800 евра. Во оваа витрина се гледа таа исклучителна културолошка важност за Република Македонија, остава од 13-тиот век, кое што го најавува залезот на Византиското царство и успонот на Српското средновековно царство. Можете да ги видите десно и оставата која што е од Кривогаштани, кој што така го најавува новото Српско царство, кое што е изработено во времето на царот Душан и кое што воедно ги објаснува исплатата на средновековните витези, кое што била во сребрени денари. 30 години подоцна, Српското средновековно царство ќе се распадне и ќе потпадне под османлиската власт во 1391 година, откако и главниот град наш Скопје ќе потпадне под османлиската власт. Од османлиското владење имаме многу позната остава, културолошки многу важна за оваа држава, од времето на владењето на султанот Ахмед III, кога за прв пат се прави монетарната реформа, каде што акциите преминуваат во деноминација пари, кој што е збор кој што и ден денеска го употребуваме за нашите монети. А кога ќе можете вие да ги погледнете овие монети? Постојаната нумизматичка поставка, која што сега е во изработка, можете и сами да видите, ќе брои 20 витрини во кои што ќе бидат изложени 4000 монети, кои што ќе објаснуваат, илуминираат 2600 години од монетарната историја на Македонија.